Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Во ова видео ве земам со мене, верувале или не, ве носам на друга планета. Па ајде да видиме како изгледа на друга планета животот, пейсажот и слично. Сигурно ви е чудно што зборувам, меѓутоа јас сум на место кое што изгледа како да е од друга планета. И така да долку сакате да осетите какво е чувството, долку како деца сте си фантазирале како шетате по друга планета, тогаш ова место ви е идеално за тоа. Ова е најблиску до тоа што може да осетите каков е животот на друга планета. Значи малку гледате зад мене, се наоѓам, зборувам и се наоѓам на местото Голем Штрковец, кое што се наоѓа во близина на селото Опила, и би ви го препорачувал на сите сонувачи, љубители на нешто невообичаено и сите кои што сакаат да осетат преубава вонземска енергија, да дојдат на ова место и да видат зашто зборувам. А сега јас ќе ви снимам и ќе ви покажам отприлика како изгледа местото и зошто мислам дека е како од друга планета. Значи единствено овакво место можете да најдете тука и на никое друго место. Ајде малку да ве прошетам низ местото. Доста зборувам, тука нема потреба од зборување, доста е да се види и доколку сте во можност да се искуси оваа убавина и овој неверојатен пейсаж и вонземски терен. Ајде сега да ви го покажам како изгледа. Па вие пишете ми дали сте се осеќале како да сте на друга планета или на оваа планета. Затоа што јас лично се осеќам како да сум на друга планета кога доаѓам на ова неверојатно место. А како што гледате, камења има во секакви форми. Овие сега што гледате камења се големи, дури 2 метра, што значи дека се огромни. И според моите истражувања што можев да ги најдам за овие камења, тие се распространети низ повеќе земји, скоро низ целиот свет. На Балканот ги има во Босна и ги има кај нас, ги има највеќе во Мексико, Аргентина и во тие земји. И зборувањата или кажувањата за овие камени кугли се дека помалите камени кугли се нарекувале камењата кои што може да гледаат се, односно преку тие камења некои одредени луѓе можеле да гледаат каде што има друг камен, односно да служи како некој вид на камера. Тоа е се во рамките на митологија, на кажувања, меѓутоа е интересно, затоа што луѓето ги зимале и верувале дека некои луѓе можат да гледаат преку тие камења, додека пак за големите камени кугли се кажува дека тие ги користеле за комуникација со луѓе кои што се наоѓаат на голема оддалеченост и кои што исто така се допрени на камената кугла, нешто како што ние сега користиме телефонот. Во некое време се верувало дека со камените кугли се постигнувало тоа, имено ако ја ставите раката на камената кугла и некој на друг крај ја допре камената кугла, вие може да влезете во комуникација. Знам дека тоа делува научно фантастика, меѓутоа и овие телефони што сега на кои што сега јас снимам и ги држам, во мое време, додека растев, беа научно фантастика и некој ако ни кажеше дека ќе имаме телефони во рака со кои што ќе се гледаме, ќе зборуваме и слично, ние ќе мислевме дека нешто му фали на тој човек. Така и со овие камења, така да јас не ја исклучувам никоја можност и никој објаснување за овие камења, тоа секако се кажувања на луѓе. Меѓутоа, сега очигледно е дека
таа технологија што некогаш сме ја имале или сме ја користеле, веќе или е изгасена или не знаеме да ја користиме. Значи, тоа објаснување е во рамките на, така да кажам, мистичното, надвор од секојдневието и дури малку фантастично. Меѓутоа, како што кажав, јас сум отворен и за тоа објаснување и верувајте дека доколку дојдете на ова место ќе се осетите различно, ќе се осетите енергизирано и ќе се осетите убаво. Така да тоа е доказ, ако не друго, дека на ова место има многу енергија. А науката тврди дека ова се вулкански кугли од околните вулкани кои што сите паднале на ова исто место и додека летала нагоре Карпата од строењето на воздухот се направиле кугли и тие паднале на земја. Исто така науката тврди или историчари тврдат дека тоа се топки кои што ги користеле за катапулт, односно ги правеле рачно за да ги сврлаат со катапулт. Меѓутоа некои се тони и тони тешки, меѓутоа тоа е објаснувањето кое што го нудат. Тоа се двете страни за објаснувањето на овие кугли, меѓутоа тоа не е ни толку важно. Важно е доколку сте во можност да ги посетите овие кугли и да уживате во нивната убавина и енергија која што ја шираат. Драги мои, ви благодарам што ги изгледавте ова видео. Се надевам дека се осеќавте убаво, се осеќавте како да сте на друга планета и ме свативте на што мислам. Ви се заблагодарувам на сета поддршка, претплатете се, станете членови, поддржете како ви се сака така. Јас ве поздравувам од ова место, си тргам назад и се гледаме во некое мое наредно видео или из нашата убава Македонија, убава земја, убав универзум и уживаме во животот. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме.